Општина Кавадаци во наредниот период од 18 месеци ќе започне со воспоставување на много услуга со која ќе обезбедува помош за вршење на основни лични потреби за луѓе, и тоа лична хигиена, обликување, мобилност во домот, хранење, користење тоалети, минување на пелени и инструментални активности во делот на поддршка, пречистење, посредување за поправка на перење, готвење, купување на продукти, надворешната мобилност, земење медицинска терапија и друго. Од секојдневниот живот до 18 часа месечно за лица со намален функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за себе со цел да продолжат да живеат во соседните домови и да имаат независен живот во заедницата. Услугата опфаќа околу 100 стари лица од општина Кавадаци. Министерство за труд и социјална политика обезбеди грант во висина од 11 милиона денари за финансирање на проектот за развој на социјалните услуги, со што се потпиша договор за развој со социјални услуги со општина Кавадарци и Организацијата на Црвен крст од Кавадарци. Средствата во висина од 2 милиона денари ќе се искористат за воспоставување на услуга за период од 6 месеца, додека средствата со висина од 9 милиона денари ќе се искористат за доставување на услуга во наредните 12 месеци. Црвен крст, општинска организација Кавадаци, согласно договорот ќе действува како давател на услугите, за што се реализирани тековни активности за опремување на центарот, набавка на медицинска опрема за терен, како и набавка на адаптирано возило со кое ќе биде во постојана функција на Црвен крст. Најнапред би сакала да ве информирам за досегашните активности по проектот, кој се вика за развој на социјалните услуги во општина Кавадарци, проект на општина Кавадарци во партнерство со Црвениот крст, преку Министерството за труд и социјална политика, а финансиран од Светска банка. Во периодот јануари-март беа адаптирани просториите во Црвениот крст Кавадарци, наменети за одржување на обуки за нега и грижа на стари лица. Истите се опремени со опрема за беспрекорно функционирање, маси, столици и опрема за практична настава. Направена е набавка на опрема за канцеларискиот простор на координаторите на проектот. Набавена е медицинска опрема за негователите за на терен, и тоа апарати за крвен притисок, апарати за мерење на шеќер во крвта, топломери, маски и ракавици. Во тек е набавката на униформи и ранци и беџови за негователите кои ќе ги користат истите при давање на социјални услуги на терен. Во месец април ќе се спроведат активности со цел набавка на возило кој ќе се користи истото на терен. Во месец март исто така направени се интервјуа со сите пријавени кандидати на конкурсот за негователи. Направена е селекција од страна на комисијата, и тоа доктор Радко Граков, социјалниот работник Трајанка Митрева, дефектологот Зоран Велков и медицинската сестра Жаклина Јованова, идни предавачи за време на обуката, и денес сте поканети сите 20 идни негователи и предавачи да се запознаеме што поблиску, кои после обуките сите заедно ќе стапиме во давање на социјални услуги, персонални и инструментални, на старите и немоćни лица во нивните домови. Токму вие сте најважни и најбитна алка во целиот овој проект, бидејќи вашето знање, вашето искуство и вештини ќе бидат пренесени на терен. А со тоа ќе им го олесниме и подобриме секојдневието на старите и безпомошни лица во давање на времени и квалитетни услуги во нивните домови. Во моментот ни предстојат обуките кои се надевам сите заедно, со помош на предавачите и поддршката од општината и Црвениот крст, ќе ги поминеме онака како што е планирано и замислено. На крајот ќе следуваат тестирања и сите вие кои ќе ги помините овие тестови, се надевам сите 20 ќе добиете сертификат за нега на стари и изнемоштени лица во домашни услови. За крај, би сакала и се надевам дека ќе биде така, дека преку овој проект ќе се развие еден квалитетен нега центар во општина Кавадарци, ќе има одржливост и сите ние ќе бидеме помош и поддршка, не само на старите лица во нивните домови, туку и на нивните блиски семејства, кои поради секојдневните обврски и ангажмани на работа се помалку слободни и се има потреба од нега центар од овој тип во општината. Благодарност на градоначалникот и општината кои не поддржуваат во целосна реализација на планираните проектни активности по овој и други проекти.
до Министерството за труд и социјална политика, Јавна установа Центар за социјални работи Кавадарци, особено до директорката, и секако до Светска банка, кој се финансиери на овој проект. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.